Кратки најави за денешниот дневник. Американската амбасадорка Анджела Агелер во посета на Охрид. Само 30% од вкупниот број капалишта на Охридското крајбрежје ова лето ќе имаат спасителна вода. Трет меѓународен турнир во кошарка Колибри Охрид 2024. Бензините поскапуваат за 1 денар, дизелот за половина денар. Најмалку 14 лица загинале од топлотен удар на аджилакот во Саудиска Арабија. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме сончево и многу топло време со локална облачност и максимална дневна температура до 30 степени Целзиусови. Во вторник во поголем дел од Европа ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во западните и северните делови на Европа утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со појава на невреме и посвежо време со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање. На Балканскиот полуостров утре ќе биде претежно сончево и топло со појава на локална облачност и со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 28 до 36 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува сончево и топло време со дополнителен пораст на температурите. Утринските температури ќе се движат во интервал од 10 до 21 степен, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 27 до 38 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во вторник ќе превладува сончево и топло време со пораст на температурите. Минималната температура од 15 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 31 степен. Во Охрид во среда ќе превладува сончево и многу топло време со дневна температура до 32 степени. Во четврток и петок тропски ден, сончево и многу топло време. Утринската температура од 16, односно 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 34 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ.
Амбасадорката Агилер на средба со надлежните институции за заштита на природното и културното наследство во Охрид. Целта на посетата е да се помогне за надминување на предизвиците во зачувувањето на светското богатство заштитено од УНЕСКО. Според неа има напредок во заштитата, а Соединетите Американски држави се подготвени за поддршка. Заштитата на природното и културното наследство во Охридскиот регион бележи напредок. Ова е заклучокот на амбасадорката на Соединетите Американски држави, која денес оствари средби со градоначалникот и представници на Хидробиолошкиот институт и Националниот парк Галичица. Целта на посетата е да се помогне за надминување на предизвиците во зачувувањето на светското наследство заштитено од УНЕСКО. But what is really important is Она што е навистина многу важно е колку сите ние сме подготвени да научиме како да го заштитиме Охридското езеро. Остварив средба со градоначалникот и разговарав за дел од програмите кои ги има општината и секако за тоа како Американската амбасада може да помогне. Имаме и двајца експерти за вода од Соединетите Американски држави кои се дел од нашиот проект за заштита, бидејќи Охрид е од витално значење за светот. Според експертите, потребно е да се изнајде решение за намалување на рибократството, но и поголема соработка помеѓу сите надлежни институции за исполнување на препораките на УНЕСКО. I see a concern about this very special, unique trout. Гледам загриженост за охридската пастрмка, која има само овде. Та има посебна вредност за природата, но и за луѓето во исхраната, но затоа мора да се изнајде баланс. Предизвикот е да се поддржат експертите од Хидробиолошкиот институт за поголема заштита преку науката. Strong communication and cooperation. Потребна е засилена комуникација и соработка помеѓу сите институции, заеднички стратегии, луѓето да работат од исти бази на информации, да дискутираат меѓусебно. Гледам дека само со повисоко ниво на комуникација и соработка може да се достигне целта. За прв пат во Европа, Американската амбасада воведе програма за води, при што двајца експерти од Соединетите Американски држави за заштита се во посета на Охрид, за да помогнат на локалните и државните власти за унапредување на заштитата. Само 30% од вкупниот број капалишта на Охридското крајбрежје ова лето ќе имаат спасители на вода. Тоа се дел од плажите пред хотелско-угостителски објекти. Плажите на кои несовесни концесионери нема да ангажираат спасители и оние кои немаат концесионери, Црвен крст Охрид прави напори да ги обезбедува со патролни тимови, но на нив треба да се постават табли дека граѓаните се капат на своја одговорност. Само на 1/3 од капалиштата на Охридското крајбрежје ова лето ќе има спасители на вода. Тоа значи дека ќе продолжи праксата од минатите години да имаме небезбедни плажи за туристите. Лани беа ангажирани 20 на спасители само на 14 од над 34 капалишта. Граѓаните сметаат дека за туристички центар како Охрид е од голема важност да има безбедни плажи за капење и рекреација и сезоната да поминува без несакани инциденти и несреќи. Не се безбедни. Не се треба да имат спасители, треба да имат чувари. На сите плажи треба да имаат спасувачи за да се грижат за безбедноста на капачите. Некој ќе дојде од Скопје, било од каде? Од Република Македонија или од надвор, не знај да пливат. Треба спасувачи обавезно да имат. Во секоја плажа. Председателот на Црвен крст Охрид Сашо Точков вели дека во моментов состојбата на голем дел од капалиштата на источното крајбрежје е разочарувачка. Немаме уредени капалишта каде што можат да се обезбедат сите безбедни услови за капење, спорт и рекреација. Зборуваме од обележување на капалиштето до набелидувачници, до места пунктови за укажување прва помош, значи тоа се оние услови кои што ги предвидел законодавецот за едно безбедно капалиште. Точков посочува дека во тек се разговори со концесионерите на плажите пред хотелско-угостителските објекти на брегот за ангажирање спасители, дека тоа ќе биде завршено до 1 јули, но на останатите капалишта посетителите ќе бидат на некој начин препуштени сами на себе. За жал, таква е ситуацијата. Ние сме тука колку можеме да помогнеме со спасителите, но и со патроли, бидејќи на овие капалишта кои што не се на некој начин уредени, сепак доаѓаат гости, доаѓаат капачи, доаѓаат туристи,
гледаме ето да излеземе во пресред, да имаме некои патроли кои што не може да бидат 24 сати, но во одреден период од денот, во најфреквентните денови да имаме патроли на медицински тимови и на тимови на спасители на вода. Спасителите делуваат и вон таа зона, и на капалишта каде што има несовесни концесионери кои што не поставиле спасители, па мора да трчаат и таму. Затоа и замолуваме, затоа и бараме. Ова е тимска работа и мора да биде безбедно целото крајбрежје. И еден капач да имате и тој треба да биде безбеден. Црвен крст Охрид секоја година организира обуки за спасители на вода, но од година во година има и се помал интерес кај младите за оваа професија. Од друга страна, дел од оние кои веќе се стекнале со сертификат се иселуваат во странство. Голем дел од спасителите, 480 спасители имаме обучено. Останавме на двоцифрена бројка, затоа што рачунајте дека голем дел од спасителите се иселија во други држави заради економската состојба. Дел од нив работат и како спасители, ја користат таа легитимација, тој сертификат. Дел отишле по друга работа и така натака. Значи, проблемот е како и во сите сфери, и во сите струки, така и во спасувањето. И навистина со крајни напори се обидуваме да излеземе во пресрет и да држиме безбедност на охридските капалишта. Минатата летна сезона спасителите имаа 14 интервенции на спасување давеници и над 800 интервенции на укажување прва помош. Спасителите на вода како дејност Охридскиот Црвен крст ја воведе во 2005 година и оттогаш на обележаните капалишта кои биле обезбедувани од спасителите немало ниту еден фатален случај на давеник. Во врска со прилогот како туристички Охрид ќе се справува со напливот на туристи, зголемениот обем на работа во здравствените институции во летниот период, емитуван во дневникот на ТВМ во петокот, 14 јуни, од Општа болница Охрид, со одговор дека подготвени се да одговорат на сите потреби или предизвици што може да настанат во текот на туристичката сезона. Од Општата болница во Охрид вела дека се постојано подготвени да ги примаат сите пациенти кои бараат здравствена помош. Нашата посветеност е да обезбедиме квалитетна и ефикасна здравствена заштита за сите, вклучувајќи ги и туристите кои го посетуваат убавиот Охрид. Преку нашето ангажирање и високо квалификуван медицински кадар, на пациентите им обезбедуваме најдобра здравствена нега. Подготвени сме да одговориме на сите потреби или предизвици што може да настанат во текот на туристичката сезона. Нашата мисија е да бидеме тука за сите наши пациенти во секое време и да им помогнеме да се чувствуваат подобро и сигурно, стои во одговорот од Општа болница Охрид. Општа болница Охрид располага со 4 болнички санитетски возила со современа медицинска опрема и со потребниот стручен медицински персонал за брза и безбедна транспортна услуга за пациентите за кои е потребен превоз од една до друга здравствена установа и пружање неопходна медицинска нега и надзор за време на превозот, велат од Министерството за здравство. Одделот за интерна медицина со пнеумофтизиологија располага со 11 специјалисти по интерна медицина, од кои 4 се субспецијалисти, од кои 2 субспецијалисти по ендокринологија и 2 субспецијалисти по гастроентерохепатологија, кои се посветени на дијагностицирање и лекување различни внатрешни заболувања и состојби. Што се однесува до одделот за општа хирургија, имаме 8 лекари специјалисти, како и доктор субспецијалист, травматолог и доктор субспецијалист по абдоминална хирургија кои се фокусираат на хируршки постапки и процедури, посочуваат од ресорното министерство. Трет меѓународен турнир во кошарка Колибри Охрид 2024 од 18 до 21 јуни во спортската сала Билјанини извори Охрид. На турнирот ќе настапат екипи во категориите девојчиња и момчиња генерација 2009, 2012 и 2014 година. На едно место ќе бидат собрани 200 деца од Србија, Албанија и Македонија, информираат организаторите. Свеченото отварање на турнирот ќе биде утре 18 јуни во 19 часот. Надпреварите ќе се одигруваат од 9 до 12 часот предпладне и од 16 до 22 часот попладне. Најуспешните во своите категории ќе бидат наградени. Овој турнир се организира по трет пат со поддршка на општина Охрид. Од ноќеска на полноќ бензините поскапуваат за 1 денар, а дизелот за половина денар, соопшти Регулаторната комисија за енергетика на Македонија.
Новата цена на бензинот Евросупер БС 95 ки изнесува 81 денар за литар, а цената на Евросуперот БС 98 ќе биде 83 денари за литар. Малопродажните цени на евродизелот и на екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваат за 0,5 денари. Односно, евродизелот ќе се продава по цена од 74 денари за литар, а екстра лесното масло за домаќинство за 73 денари за литар. Новата цена на мазутот ќе изнесува 44,458 денари за килограм. Да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 13 лица загинале, а повеќе од 25 се повредени при судар на експресен патнички воз со товарен воз во индиската држава Западен Бенгал, соопштиле официјални лица. Спасувачките тимови работат на излекување на други лица кои останале заробени при сударот, а постои можност да има уште заробени лица во оштетените вагони, соопштиле од железницата. Се утврдуваат причините поради кои дошло до оваа несреќа. Најмалку 14 јордански државјани починале за време на традиционалниот аджилак во Саудиска Арабија, соопштиле официјалните власти. Јорданското министерство за надворешни работи соопштило дека лицата починале од топлотен удар поради екстремниот топлотен бран. Уште 17 луѓе биле пријавени за исчезнати. Иранската црвена полумесечина потврдила дека 5 ирански аџии исто така ги загубили животите, не прецизирајќи како, пренесува Франс Прес. Саудиска Арабија соопштила дека оваа година на аджилакот присуствуваат околу 1,8 милиони аџии и дека во Мека и Медина оваа година температурата е за 1 до 2 степени повисока од вообичаената за овој период од годината. По изборите за Европскиот парламент, лидерите на Европската Унија денес на неформална средба ќе разговараат за распределбата на водечките функции. Европскиот совет, кој ги обединува шефовите на држави и влади во Европската Унија, има централна улога во одредувањето на едните високи позиции во Европската Унија, односно, ова тело го избира председателот на Европскиот совет, предлага кандидат за председател на Европската комисија и го назначува високиот представник на Европската Унија за надворешни работи и безбедносна политика. Официјален договор за распределба на функциите се очекува на формалниот самит на Европскиот совет на 27 и 28 јуни, а конститутивната седница на Европскиот парламент ќе се одржи од 16 до 19 јули. Американската сојузна држава Мериленд ќе поништи повеќе од 100.000 пресуди за употреба на марихуана издадени во изминатите децении, изјави вчера за Вашингтон Пост нејзиниот гувернер. Од криминалните досије на 175.000 луѓе ќе исчезнат пресудите за поседување или пушење марихуана, која сега е легална во земјата и широко се конзумира. На многу луѓе се уште им се оневозможува работата, домување или пристап до образование поради претходни пресуди за поседување канабис, рекол гувернерот. Мериленд ја легализираше рекреативната употреба на марихуаната и нејзината продажба на мало со референдум минатата година. Поранешниот американски председател и републикански кандидат Доналд Трамп на предизборниот митинг во Детройт остро ја критикуваше американската помош за Украина. Тој рече дека Зеленски е можеби најголемиот бизнисмен од сите политичари што некога живееле, бидејќи секогаш кога доаѓа во Америка си оди со 60 милиарди долари. Пред 4 дена Зеленски замина со 60 милиарди долари, а кога дојде дома објави дека му требаат уште 60. Никогаш не завршува. Рече Трамп, додавајќи дека кога ќе ја презеде власта во Белата куќа како новоизбран председател, ќе се справи со тоа. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!